Почитувани, добар ден, стигнавме до крајот на оваа работна недела и последното издание за неа, емисијата Очи во очи на Телевизија 24, вие и јас Исо Мухич. Со слободна тема можеме да ги продолжиме разговорите и од денешната емисија во тек, за која никогаш нема доволно време за темите кои се поставени, но и да ги прошириме дискусиите или да отвориме нови теми, како за оние кои беа дискутирани и ќе се дискутираат предходно, така и оние кои се актуелни и секако ќе бидат во тек и во вистинска смисла и во нашите предстојни средби предмет на дискусија. Затоа ве поздравувам, ви ги соопштувам телефонските броеви кои во секој случај се пред вас како информатор и подсетник и поттик за оние кои се двоумат да се приклучат на дискусијата и да го дадат својот придонес. 6091 924 6091 925 и со тоа можеме и да ја отвориме емисијата, поздравувајќи го првиот гледач. Повелете, добар ден. Ало. Да, повелете. Добар ден, поздрав. Се слушаме. Се слушаме, да, повелете. Едно нешто не ми е јасно, дали некој од нашите представници отидол во Москва денеска. Дали то знаете Исо? Па добро, знам дека Апасиевна левица, ако мислите на политички вака, како представник на партија председател. Па добро, левица имаат исечено од како некоја гранка насрана. Така да ако не ја сметаме левица за некој па тоа сакам да кажам. Сериозен фактор, да. Колку е почитуваат левица, па да ја пратат тамо. Односно, она сигурно самоволно, без да ги прашаат, отишла тамо, без договор. Јас нешто што прочитав, наводни имале покана директно од председателот на Комунистичката партија на Руската Федерација. Тоа е веќе друго, добро е, ама но е неофицијално, да, добро. Така, а требало малце и нашиве тука, кога веќе разбрале дека се поканети, и требало да се придружат барем, како да кажам, малце официјално да делуваат, да ги испратат, да им пожелат добро понашање таму и така натаму. Добро, тоа е тоа. Ние сме по такви работи опортунистички меѓу себе, родени сме за таква работа. И зато држава немаме некој напредок единствен. Например, сите да сме за државата како еден, а економски кој е поспособен, тој нека ја води државата. Политички, друг пат сум кажал, за државата да се заштити све од А до Ш да се заштити, сите партии треба да бидат единствени, да не клопат некој навака, некој натака. Тоа е државност, тоа е, например, да си ја сакаш да ја почитуваш државата. Благодарам ве, поздравувам. Многу работи се заложник на политиката, би рекол дека 9 мај за жал стана заложник на високата политика. И наместо да го пресликува она што е, а тоа е наследството од Втората светска војна, се поставува прашањето дали станува токму политички инструмент за препукување и покажување на тоа кој е посилен политички и така натаму добивања поени. Односно, токму за само меѓусебни докажувања и правења одредени впрочем и поделби, а не она врз што се подпира, како што кажав, и целото наследство, таа борба против над фашизмот, победата, односно антифашистичката борба и придобивките наследството кои оттаму произлегуваат и се преточуваат понатаму и во Ден на Европа и така натаму. Значи, сето тоа се развива оттаму, без тоа немало да биде ниту немало да ја биде ниту Европа може би тогаш несигурно, ниту ваква. Повелете, добар ден.
Да, поздрав, се слушаме, да. Вака, јас се јавувам посебно и ги поздравувам луѓето од Гостивар за иницијативата од Полог проект, односно, се извинав, во врска со Жито Шар. Да, Жито Шар, да. Човекот толку ме воодушеви и еве нека биде еден поттик и оваа емисија да се претвори во таков начин на дискусија и иницијатива. Место да се кажува приказни кои што ја секогаш сум кажал дека треба да посебно тебе да ти се даде посебен субвенции за стажот, не знам како иде тоа, за она што све се изнаслуша сите овие години од разни луѓе кои што освен што констатираат дека ова се случило, така се случило, ништо буквално не кажале што тој направил за тие девијантни појави. Така да ова што го кажуваше човекот дека има иницијатива, има потписи од луѓето во Жито Шар во Гостивар, ја ги знам случајно од тој кресум, и тоа да се направи и сите ние доста дискутанти кои што кажуваме. Не да кажуваме дека не кажува ништо за Централна Македонија. Еден има пријател мој и го почитувам и го поздравувам управо почитувањето е релативна работа. Он кажува за како било што било за Македонија, ама ако може во Централна Македонија, ама подалеку од селото негово, од исто тоа се случува низ цела Македонија, никако да кажат нешто што се случува во обкружувањето, за да не се замера. Затоа уште еднаш го поздравувам и мислам дека и така полесно ќе биде. Така ете, истече времето, но секако верувам дека стигна до гледачот вашите поздрави, како и до мојот колега, јас му пренесов за ситуацијата со Жито Шар Гостивар, но и еве подсетувам дека и телефонската линија е активна 074 20 40 00 за се што сметате дека заслужува да биде истражено, обработено. Во секој случај еве ќе видиме доколку може да се дојде до било какви конкретни информации да го направиме тоа во иднина, секако пак со ваша подршка. Впрочем и самата таа сторија или иницијатива за сторија потикнува од вас, токму како иницијатива. Потекнува од вас. Повелете добар ден за следниот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Ало, да, се слушаме. Поздрав, повелете. Исто вака, јас не пратам претходните гледачи кажуваат, че после тоа. Слични теми така рекни кажат, јас моја мислење че е нова способна тема, многу од помладава генерација, не знам, дека ние до 1941 година веднаш краљевина на 41 беше под краљевина на Југославија, Македонија. Тогашниот крал Александар подпишал пакт со германците и избегал во странство, предла Југославија. Ако не беше многу тука по Тито, ако не бе партизаните, партија дали била верска или неверска, комунистичка, важно, ако не се покренале тие на восстание против фашизмот, ние че земска фашистичка, некоја дел фашистските земји. Не че бевне ни овој дони, че бевне ни осамостаен. Зато им препорачувам многу што не зависи историјата, нека не кажуваат само 45-та година како било него 45-та, многу е важно за Македонија. Значи, затоа и треба да се стави ден на поразата. Барем да им честитаме на русите. Наравно, сами не можем да се партизани пред руската војска. Меѓу нашите борци се бореле води за Македонија. Со ним се гордееме кога ќе викаме нашите борци ослободиле Македонија. Па дајте ни само прилик да положиме споменикот на тие борци
но по широко нешто славите. Е ден на победата вистина. Или еден работен ден да видите. Ако имаме ден на дрвото, ден за османците, зашто немаме ден на борците, еден ден да чествуваме за да им посветиме. И тоа е трагедија кај жалостни ден на Европа не можеме да славиме. И Европа што напредна си, што ни преди, и што не преди, што ни направи, што ќе не преди, мора така. Европа е наш. Така, благодарам ве, поздравувам. Добро, или може би ете да се одбележува. Ние соопштуваме дека се одбележува или генерално и во ЕУ. Разликата е всушност дека 8 мај е ден на победата над фашизмот во знак на сеќавањето на 45-та, кога беше поразена, капитулираше нацистичка Германија во Втората светска војна. А во земјите на ЕУ од посебно значење е денот на Европа, кој всушност доаѓа 5 години подоцна како време кое означува еден вид пресвртница во односите помеѓу европските земји, кога се отвора нивната можност, пат за создавање на една заедница на држави на тој континент. Но секако благодарение на предусловите направени претходно со денот на победата над фашизмот. И сега, особено ние како европска земја или народ кој припаѓа и дели европски и вредности на европските народи, јас не гледам зошто би требал да слави или одбележува едно, а да не одбележува друго. Затоа што повторно едното и другото е поврзано. Или не може едното, особено не денот на Европа, без ова претходното, денот на победата над фашизмот. Значи, не велам дека, тоест, не да се замени еден празник со друг, што за жал се случува сега. Затоа велам 9 мај стана заложник на високата политика. Се заменува, односно се акцентира само еден. И е доказ за таа политичка инструментализација на покажување на моќ. Една геополитичка поларизација. Значи, наместо да се замени еден со друг, да се одбележуваат двата според собственото убедување и согласно континуитетот нивен. Затоа што, би рекол, секој од нив е подеднакво важен и единствен, особено за Македонија, која е и дел на европските и народи и култури на овој континент. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Најпрвен честитки за денот на победата над фашизмот. Така, благодарам. Ова што се дискутира за Жито Шар, треба да се провери и Славија. И таму има голем криминал. Тие што ги одземаат дуќани, магазини и ред други работи, и таму да се провери, да се прочепка. И да кажам за овие институции што се по општиниве, напикани нефункционални, не функционираат уствари. Напикани партиски војници од општина во општина, од град Скопје, Даниела, тоа ѓубрето што го чисти, што не чини, што не е квалитетно, го стават по општините и се живуваат врз народот, не ги решаваат предметите. Тоа што не е надлежност на град Скопје, они го префрлаат дека град Скопје е надлежно за тие улици, што кај што не одат автобуси, тие спаѓаат под општината. Они ги одбиваат граѓаните за пари. За пари. Не знаат да ги решат предметите, ги мешаат, баби и жаби мешаат. Такви луѓе вработени ги плаќаат со народот со високи пари и со многу живци кинење. Не знае да ти објасни што треба да донесеш за да ти реши проблемот. Ставени на високи функции. Вика од фала не се живее. Очигледно ти бара мито. Без мито не може да поминеш нигде. И сите се глуви и неми се прават, а ги знаат сите градоначалните овие проблеми. И не реагира никој ништо. Тешко на граѓаните. Убаво Милановиќ рече оваа држава
ретардирана држава. И стварно е така. Ама Благодарам. први ние што ги гласаме. Така, поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Па, Исо, не знам дали ти е познат овој податок, дека ние во годината у Европа имаме највише неработни денови. 166. Кога ќе ги земе сабота, недела, одморот, празниците, 166 дена имаме неработни. Значи, секој втори, трети ден не работиме. И за тоа може и не ни иде. Исо, сега, вака нешто. Вчера гледав Отворено со Душица Мрđe. И стварно се разочара. Гости беа градоначалникот на Кисела вода, градоначалникот на Струмица и градоначалникот на Чаев. Зашто се разочара? Нема кој да им парира. Они заедно исто си мислат исто, знае само нешто така малку ќе се препукуваат ради јавност. Нема, треба четврти, пети, например, кој ја. Ја вчера да бе освежување ќе беше во емисијата. Знаеш, ништо не ми остел сеќавање. Абе, ништо, не можеш ништо. Ја толку сум вложил, ама вие не сте вложиле, разбираш? И некако емисија да не гледаат. И пуно изгледа исклучени телевизорите. Сега нешто чудно у дебатниве емисии. Тој што е од ДСД го набраја криминалот на ВМРО. Тој што е од ВМРО криминалот на СДС. И цело време тоа го слушам. Значи, гребатори у Македонија е еден куп бе гребатор. И не можеш ти да идеш да напредуваш. Никако не можеш да напредуваш. Нема шанса да напредуваш. Не си ја гледаат демократија, дека у демократија кој е на власт, ти ако е сакаш власт, се напаѓа со идеи, со овакво, со програми. Поздрав, пријатно. Благодарам, поздрави до вас. За жал некако така функционира таа комуникација и во тие официјални соопштенија. Секоја страна одлично или исклучиво само ги подвлекува лошите работи на другата страна и оваа на првата страна, а не објаснува она за што е прозвана. Така да вие сте направиле ова, да, вие сте направиле ова, а вие сте направиле. Никој не вели не е точно. Не е така, не е направено ова, лага е ова, еве ви документи. Туку само се контрира. Нема, овие сосема го изгубиле паметот, не, овие се во магновение, не знаат ништо и така натаму. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме. Другарче, вака у една емисија тоа дали вчера, завчера гледам закани, тужби ке стегаме за клевети, лаги. Еден женски глас се закануваше за некоја женска особа. А каде беше тоа? На ваша телевизија. Аха, каде, во овие емисии, во Тек или Очи? Вчера или завчера беше, са не ме текне, ама една од овие твои... Аха, добро, да, сега се сети во ред, да. Имаше закани, мислам, мајката докаја дотеравме. Во едно, мислам, не ги личи, срамота е. Ние си кажуваме мислење, ти, тој е функционер, политичка личност, јавна личност, он треба да трпи и да го пцујам. Не само и да го пцујам, треба да издржи мушки, не да користи полтрони да се јавуваат и да кажуваат дека ќе им стегаме закани, ќе им стегаме ова пријави. На што го личи тоа? Друго би кажал, денеска гледам гордата горде, собира ѓубре таму со тој од Чаир, поранешниот градоначалник, па и Кисела вода градоначалникот. Вака да ги прашам, вака се, ние дали живееме у диктатура некоја или у демократски систем? Ова го правеа на времето диктатурите. Значи, волонтерство, чудам, а вети се правеше у време на Јосип Броз Јожек, комунистот, лошиот, диктатор. Така да, сега ова пазарна економија, каде што парите го вртат светот, би требало луѓево што беа тамо акцијашите, тие волонтерите, да бидат исплатени. Па ние живееме у систем, општество, каде се пазариме ја и ти. Колку ќе плати за работа, што ќе ја завршам ѓубрево, што ќе ти го ичистам тревата, што ќе ти ја окосам.
Какви бе свозови, какви пак рече, тоа треба да се заборави. Кога ќе дојде Тито пак ќе правиме свозови и волонтерство. Поздрав. Благодарам, поздрав, но неспорно дека ѓубре како нешто што не припаѓа. Значи, затоа без оглед дали е комунално, градежно, криминално. Треба да се собере. И секој треба да го прави тоа. МВР, своето комуналците, својот ресор и така натаму. Но повторно суштината е да се спречи неговото производство и расфрлање. Затоа се знае каде му е местото на ѓубрето. На кој тип да е. Затоа и се сортира. Па да може и да се искористи. Од органско ѓубре, компост да се прави и така натаму, од стакло да се рециклира. Така и со се, впрочем. Но при тоа да се знае и од каде доаѓа, да е контролирано. Не само да се собира утре ако стане повторно нешто. Сакам да кажам, повторно поврзани се работите исто. Не може да се исклучат, ќе се откажеме од еден празник заради друг. При тоа што... Дали јас сум уклучен во 24? Да, ајде, вклучени сте, повелете. Ајде. Повелете, добар ден. Да, ајде, повелете. Повелете, ве слушам. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Повелете. Вие сте, повелете. Сакам да ве прашам. Кажете, да. Вака се. Многу политички теми, слободни теми имате се. Ви се јавувам од Тетово. Аха. И сега вас да ве прашам, како новинари, дали се испитале македонциве од Тетово, дали ќе гласа за Билал Касаби? Дали ќе гласаат? Да. Аха. Добро, јас не знам конкретно, но може да проверам, имаме и колеги од Тетово да се направи една анкета. Тоа не е проблем. Ако се слушаме ли, да? Добро, се исклучивте, веројатно, со тоа што анкета е анкета, повторно во домен на статистиката, дали ќе бидат анкетирани 10-100 луѓе или така натаму, колку е веројатноста. И, ете, ако тоа покаже нешто, но како и да е, зарем генерално и не е познат начинот како функционираат работите, од која и да е страна. Така да, за жал. Или за жал во смисла наспроти на како би требало, независно од етничкиот предзнак, подеднакво, ако некој е добар и заслужува, кој да е етничкиот предзнак, треба да добие поддршката. Следствено на неговиот придонес и обратно. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, се слушаме. Вака, значи, пошто првпат се јавувам и не знам точно како оди телефонот. Нешто ми запречи, што ми пречи, нарочито во задно време, помина и 4. мај, кога го обележиме денот на загинувањето на Гоце Делчев, не слушнат ни една телевизија или не примети дека објавила дека на истиот тој ден имаме и починување на Јосип Брос Тито. Значи, еден од, можеме да кажеме, човекот кој е најзаслужен за творевина на македонската држава и кој во секој случај он со комунистите успеа да створи независна држава која функционира и ден денеска, меѓутоа со напади во задно време кога се случуваат на комунисти и на одбележување на тие традиционални наши минати времиња, ние успеавме полека во заборав да ги ставаме главните датуми на нашето самостојување. Значи, на младите им покажуваме еден многу лош пример што значи да се загине. Ние имавме огромен број на херои, на жртви во таа антифашистичка војна. И сега не сме во можност веќе да створиме кај младите еден интерес да им кажеме како се бореле, како настанала државата. Сега
не знам што би требало да се направи, мада мислете, тоа е разлогот што ми се јави и мислам дека би требало да се обрати пажња на овие работи. Ви благодарам, да, ве поздравувам, побелете и во друга прилика, се согласувам дека може би се премолчуваат или се стишуваат работите кои би требале да бидат соопштени макар како информација. Затоа што метафорички кажано детето ќе порасне колку и вие да се обидувате да не му кажете што го чека во животот кога ќе стане тинејџер и така натаму. Подобро е да го научите, да го подготвите со време, не по тоа да се чуди. Во оваа смисла не мора да се кажува, не знам, ваков бил, онаков бил. Ни екстремно добар, ни екстремно лош диктатор или што знам. Туку едноставно информативно, фактографски. Доволно е дека денот е кој се обележува годишнина од смртта на тој и тој кој бил председател на државата во чиј состав била Македонија. Толку и толку години. И во чиј состав биле и републиките од регионот. Дека сме имале и заедница и така натаму. Па потоа кој се интересира нека бара информации, нека гледа дали тоа чинело, не чинело и кој бил тој човек. Впрочем, има, потоа може да истражи, па ќе види колку има дела напишано, па ако го интересира. Мислам, еве споредба, па да видиме кој од нашите политичари. Може би и Тито не напишал или пресликал како и да е, но ќе седне, па ќе прочита. Од нашиве пак нешто конкретно не видел, а ова, еве и сега може да се најдат по антикваријатите на собрани дела на Јосип Броз Тито, па гледате томови и томови, мислите Толстој или Карл Маркс. Така да едноставно да се даде информација за потек кој сака, па нека истражи, па нека види, па нека каже ова се глупости, ова не чинело или е што сме имале ние добро. Затоа велам, детето ќе порасне како и да е. Подобро е да порасне со информација отколку да се чуди. Да знае, не знам, од каде му е потеклото на крај краишта. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, се слушаме. Поздрав. Благодарам. Заре не се нема, тоа е некако иронично некако, кога Филипче поставува план како да се оштетат тие од Кочани. Ние ВМРО презема уште прво и лекувањето во странство и државата тоа се тај трошок и тука и таму секаде преземаат дужноста они да помогнат и да исплатат живо. Сега он после 6 години ласкарци, дали ги он обсети тие луѓе да ја даде пари, да ја помогне, тие што се ги со автобусу, тие што искореа у болницата. А сега се прави, еве, јас можам до кој може, што направи до сега, дали некој го подмири, дали некој ги исплати тие оштетата да ја плате на луѓето. А сега се прави, јас знам, во милион ќе ми гледа Оливер Спасовски, дека беше до сега. Дека беше Оливер, што не ги оштетија, они беа на власт тога, и што не ги оштетија луѓето, обсетија. Друго сакам да прашам, 10 години нека е вечна слава на луѓето од диво населе што загина. Никој не ги спомнува, само загинаа луѓе што текстото станаа сираци и тие уште терористи се шетат живи низ државата, уште прават тероризам, уште се закануваат ни срамни, ни тај што се закануваш со ствара омраза треба да го затворат, а не да шетат слободни да ми се заканува сега дека чисмите стојале на таваноуце. Како не се срамат, и уште тражат. Таму 8 полицајци загинаа, ни кривени души. Што сакаше суд да каже со тоа што го нападна Куманово? Што сакаше да каже со тоа? Што му правеше Куманово на терористите, дури од Косово ги доведеа тука? И ќе тражат правди. Не слушам ја Кузевска. Оги ми спадува душата кога критикува ВМРО. Ја делепа фаја. Што јадат они? Каде са биктеците на Маричи? Што не ги скопне? Или... Ајде. Да, поздрав до вас, повелете, добар ден. Ало? Се слушаме, повелете. Здраво Ишо. Здраво, повелете. За патувањава со авиониве во Арапски Емирати. Отидоа Зоран Љутков, Игор Јанушев и еден куп други функционери. Прашањето ми е еве до власта и до овие што отидоа.
Што донесо од таму? Да кажат на граѓаните дека веќе нема да има визи за патување во Арапски Емирати. Па за кои граѓани зборуваат? За тие 600.000 што немаат леп да јадат? Не разбирам. И друго, за во Јапонија. Што бараше Марија Митева под паролката на владава, не ми е и тоа јасно. Да прави друштво таму на сите тие 20 души што отидоа во Јапонија. Кој зел жена, кој зел маж? Срамота. Што беше појдена Марија Митева? Зашо да му ја врзува вратоврската на Мицковски? Зашо? Што донесе од таму таа резултат? И за крај. Исо, имаше нели пред 2 недели за инвалидските пензии, за криминалот со инвалидските пензии. Некако одма заќутеа. Како нешто да се случи. Изгледа барајки кого да го наместат за инвалидските пензии, си открија нешто и за себе. Пошто нешто имаше и на телевизија, кажа. Од партијата Левица. Толку имам и што да кажам. Не е во ред. Значи, да се шетат со парите на граѓаните, а некои од граѓаните немаат за детето да си купат едно лижавче. Срамота. Поздрав. Благодарам. Поздрав. Тоа е многу работи. Од која и да е страна не се спомнуваат или се промолчуваат, односно се дел од таа висока политика. И пошироко, не само кај нас. Затоа велам од која и да е било страна, не само наша партиска во Македонија, туку и воопшто регионот, ЕУ гледате или пошироко. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, да. Ве поздравувам. Исто така, повелете. Да ви кажам искрено, со Чарлс Бронсон го имате гледано филмот кој го зема новинар, го ставија премиер? Да, како да не тоа Исто е. и тој се избори како што треба. Вие сте само за премиер, да ви кажам. Искрено ли за председател на собрание? Да ве пофалам, стварно, значи ми лежите посебно на срце. Благодарам. Сакам да ви кажам. Ова... Не сега што се јави, претходната пред неа што се јави бабичката. Нека каже за Штип синоќе за убиството што се деси во кафичот, испука на лице место на площадот. Млади дечки, курди. Бао, се испука и на МНЕТ има телевизија. Еве, јас сум поврзан, пратам све во моментот што се дешава. Што не каже во Штип за нејзиниот ромски градоначалник што се клања во џамија, таму што се собрани на цело депо, на цело Отиње, што се собираат. Што не каже таму што узурпира цел Штип, значи уга да го продадоа за ситни пари, значи донесоа сегли што велат во Турција неписмени не може да се запишат, тие во Штип ги запишуваат за ситни пари. А9 таблици и дават за автомобили, прават секакви глупости и ред други работи. Што не каже во Штип, него само напаѓа за другите партии. Сега за ова власт кажете што се дешава во Штип, синоќе што се деси. За таа акција. Ајде, што не кажат на медиумите? После Штип целата акција, таа драматична потера. Што не каже за тоа, за Штип дека е веќе дувло. Ние правихме муабет пред една деценија, знаете и самите за Штип што говорев ја од Холандија кога ви се јавува. Значи Штип, сите штипјани се иселија, нема прав штипенец. Го запуштија Штип, хаос стане. Стана хаос, ги заштитија како билки. Што сакаат прават во градот. Значи општи хаос стана. Штип е веќе, како да ви кажам, уништен град. Џабе што се фалат овде градоначалници и началници. Запустен град. Исо, верувај. Само што не го кажуваат тоа на медиуми, го кријат. Толку имам да кажам, Исо. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Ве поздравувам. Така и јас исто. И се јавам во врска со комунална хигиена. Не се поминати во населба Маđари 20 дена. Да, неверојатно. Еве да кажам и улицата Жан Жорес. Да, па тоа и потоа затоа акција вака ни треба за да го соберат други, вклучително и председателката, тоа што оние на кои име работа не го собрале, а кои не го собрале од некои исто причини нивни, можеби системски исто така нефункционирања, плати или што и да е, и не функционира општеството. Ама затоа трпиме ние граѓаните. Граѓаните трпат во секоја смисла и случај, да. Се извинувам, од континентите почнат црвени да говорат. Па јасно, да, и за среќа и не се уште толку високи температурите. Да, тоа е кама среќа. А сега, кога ќе почнат големи и високи температури, Бостона да се јаде лувеници и овоше, ќе биде леден мајко.
Јас се извинувам, благодарам многу што ме слушавте. Нема зошто, да ви благодарам, повелете секако, особено да ете информирате, подсетите и со самото тоа да се надеваме кај ќе придонесеме да се реши актуелниот проблем, да се собере во случајот отпадот, ѓубрето, а потоа и да се решат проблемите кои очигледно и постојат, кои се причина за ова. Несобраното ѓубре е последица. Последица е се, впрочем, коментираме престрелките, не знам, неодговорните возачи, алкохолизирани возачи, собраќајките и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, да, се слушаме. Поздрав до тебе. Благодарам, повелете. Па вака сега баш се вратив од црквата Свети Ѓоргија. Аха. Има народ од цела Република Македонија, има донесено парче од појасот на Света Богородица и мошти на неколку светци. И тоа е таков настан за Македонија, а овде господјиве наши зборат за политика, бистрат политика, неважни работи, се оговара, а албанците гледаш како на време си одат во џамија, си почитуваат традиција, вера. Овој наш народ забеган, чудо невидено. И пази, нема ни информација во средствата за јавно информирање. Не бе, јас признавам, од вас слушам сега, ќе проверам подоцна. Мислам, не да проверам, заинтересиран сум повеќе да дознам. Горе, пази, од Света Гора е донесено. Парче од појасот на Мајка Богородица. Има А кога сега е неодамна донесено, или? Да, и цела недела, и требаше денес да биде последен ден, и попот како кажал дека ќе продолжи наредната недела. И има жени доаѓаат, прашуваат, не може, не ја знаат црквата и прашуваат каде е црквата. По тоа заклучи дека се од други градови на Македонија дојдени. И замисли, никаква информација нема. Колку ние не обрнуваме внимание на такви битни работи. Овде за папата се потресовме изборот, кој ќе биде папа, што ќе биде папа, а вакви работи кај нас ни една телевизија да не пренесе. Живи срамотилачи. Значи, стварно сме брука од народ. Сакав да зборувам нешто за политика, ама изгуби волја, ти кажам прво. Благодарам и поздрав. А не, благодарам и вам и подобро можеби, затоа што е и поважно да ја споделите ова информација со сите, а и подобро, макар и како вест е поубаво. Политика и во секој случај е политиката е секојдневие. Наше и тоа онаа нејзина негативна страна. Она што всушност и прави лоша репутација политиката, нешто што е сосема поинаку и замислено и требало да биде и е во нормални околности, а е сосема поинаку функционира. Повелете, добар ден. На телефон? Да, во програма сте. Па вака, прво за таравари ќе кажам, прво многу значење му дадоа овие медиумите и мислам нема потреба толка во тој, може си се преценува и негови работи се сметките како што си ги има, дали концесија од претходно или не е важно, или некои амбасади го подбуцнуваат, то не знаеме, можеме само да си предпоставуваме, така да нема потреба на таравари толка повеќе значење да му се придава. А друго, ќе го критикувам Филипче, срамота е да оди во Брисел и да кажува дека таа влада не е за ова влада дека не била за евроинтеграција. Срамота е дека одоши уште доста кодошеја и кога 8 години преживеавме, еден влези во таа влада, друг излези, сега не треба така да сака тој конфузија во народов да створи и така разочарување, а ние чекаме резултати од ова влада, каде што некаде и веќе се гледа, така да многу да не кажуваат овај од СДС, дури и толку пратеници што доби, тоа е многу. Значи, да не се силат и да не знам кој збор да го изберам, да не навредуваат со оние кажувања нивни. Видовме што направија и немаат лице нити обраса, посебно Филипче. Значи, да пазат, да внимаваат, барем тој доктор е, да не ни правит
во нас уште напнатости. Така да и Филипче и за Таравари тие веќе мислам не треба ни да се стават на точка. Пријатно. Благодарам, поздрави до вас, повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Се уваме на трешноста од државата проточно од Прилеп. Аха, одлично, повелете. Видете, се слушаме. Бидејќи е слободна тема, ќе го искористам моментот, некој што околу здравството исто. Аха. Слушате? Да, ве слушам одлично околу здравството. Видите, се сочуваме со во фамилијата со голем здравствен проблем. Аха. Значи, често пати и бара помош, одитната медицинска помош. Ме сваќате? Да. И сега, шоферите, кои треба да ја бркат работата, ги имат двајца, кои се толку вулгарни. Нека слуша и премиерот Мицковски и министерот за здравство Таравари. Буквално се представуваат како лекари, ништо не вие земете тој лек, земете тој лек, земете тој лек. Бркајне, туркајне по грб, малтретирајне од нивна страна, а секој е чест за докторите. Значи, двајца шофери подхитно да ги брка од работното место, бидејќи не се извршуваат работната задача. Како што треба и вреѓат, бркат однатре, изиграват обезбедување и не знам што. И му вика на докторите, ние не одиме кај тие пациенти. Ме сваќате? Да. Значи, ве молам тоа да се пренесе и во Министерство за здравство, како телевизија, како медиум, ве почитува многу и нека слуша министерот Мицковски хитно да ги брка од работа, да му нареди на градоначалникот во Прилеп да ги брка хитно од работа. То се двајца безобразни шофери од владеечката гарнитура. Ве поздравувам Ицо и секој добро. Благодарам, поздрави до вас. Се надевам дека надлежните не слушаат и дека, токму ресорните институции ќе ја проверат оваа информација и ќе ја утврдат фактичката ситуација. И секако, ако е нешто како што не треба да го направат добро, ако е добро да го направат уште подобро. Да. Затоа и постојат проверките и затоа потоа и се елиминираат последиците. Да. Повелете, добар ден. Да. Добар ден, вие сте, ве слушам, повелете. Се слушаме во програма, сте повелете. Да. Повелете. Добро. Да. Ја поставив прашање дали Калиманци ќе пушти вода за овче поле. Да, знам. Еве, немам информација за жал да ви кажам, да. Аха. Да, не како знам. да доеме до информација? Еве, проверам кај колегите дали дознале нешто и ако имаме информација ќе ја споделам и ако не се јавите, воопшто да слушнат. Мислам и ако не сте директно учесник во емисијата, но како и да е, повелете, јавете се без оглед. Добро. Да. Ќе проверам, еве, си прибележувам баш како прашање токму да го проверам, односно колегите. Ако е тоа, се ете во ред, ако имате уште нешто, повелете, имате време. Дали Калиманци ќе пуштат вода? Да, за овче поле. Поле. Да, јасно. И тоа градскиот дел е навака. Лани имаме проблем. Ама вие не бевте. Да. Ајде ќе молам. Секако, еве, што можам... Оди почна прскање на лозињата. Баштички има, не за трговија, за домашна употреба. До сега нема ништо, значи? До сега нема ништо. Така. Ќе ве молам. Ќе ме обавестите ако сте забележили мојот телефон. Секако, ако имам некоја информација, особено позитивна, со задоволство, да. Добро. Вие повелете во која и да е друга прилика и вие ако слушнете нешто, особено дека пуштиле вода, јавете ниете да знаеме дека нешто се случува добро. Добро. Фала виете, да. Поздрав, секој е добро. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Ега вака Исо од центарот на Македонија. Значи,
Овој Мицкоски тебе да или направи реконструкција на валата. Тебе да го постави онај начин Чулев, тој има завршено безбедност, а не да го праќа наму на аеродромот со обичен службеник. Значи тебе реконструкција да направи по валата овој Мицкоски, да го постави на барем требеше он и министер да биде, али не знам по кој случај не го поставија. Значи, да преземе мерки овој Точковски за уросван има на фабрика Скок Трейд, демолирана е. И еден кажува дека било тоа приватно, не е од татко му тоа што демолира, таа најсовремена фабрика е. Фабрика е за овошје и сокови правење. И после, по каварата имаше трибина овој олигарство Свето Јанев, на Митко Јанчев кафаната горе во Мокрище. Една од најдобрите кафани е таа на Митко Јанчев. Значи, кој му дал право обезбедување да има и кој ги паќа тие обезбедување? Јас така зедо збор и не ми дава да дискутирам за откупна цена на гроздето. Значи, он нема појма од возасо и од пинасо Свето Јанев, а предавање даже ги собрал само 50 души, по еден ручок му дал таму, кој знае како со Митко е договорен. Значи, тие обезбедувачи буквално ми свалија. Кој ги плаќа тие, да го прашам Свето Јанев, тие телохранители, тие обезбедувачи? Со чии пари, со грбот на земјоделецот? Па како не му е срам уште? Ова влада има 77 пратеници, тебе подхитно да го се одземе агрокомбинатот. Тиквеш и затоа мајте не сак. Да, истече времето, но за жал и воопшто ете времето кое го имавме за оваа емисија. А би рекол, ете, доста добро го искористивме со ете и доста интересни теми и прашања на кои се надевам ќе добиеме одговори. Тоа позитивен одговор дека се решаваат прашањата, тоа ќе биде ете и поттик за нас дека успеваме нешто да постигнеме, да направиме подобро. Во секој случај ви благодараме за заложбите, за учеството, сериозниот пристап и времето кое го поминуваме заедно. Ви посакувам и времето пред нас за периодот од викендот да ви биде пријатно и добро, во добро здравје и расположение. Останете и со Телевизија 24, Централниот дневник во 17 часот. Довидување.